Пристигна веќе во нашето студио нашата денешна гостинка Анастасија Точевска од Сдруженијето Шепасти ентузијасти, Сдружение за заштита на животните и животната средина. Анастасија, добро утро. Добро утро, добро ве најдов. Добро ни дојде. Поводот е голем и убав. А тоа е Светски ден на бездомните животни. Сега кога е Светски ден, на некои светски денови им се радуваме, ги прославуваме. Конкретно овој ден за ситуацијава каква што е кај нас, дали е за славење, за прославување или пак за тажење? Па од една страна е добро, бидејќи вака имаме шанса да гостуваме во емисија, да спомнеме за нашата работа низ годините и да алудираме на некои конкретни теми, но не би рекла дека за славење, бидејќи ситуацијата е далеко од идеална во државата и тоа веќе со години, така што се обидуваме да направиме се што можеме преку некои пренесување на порака и настани и сите активности што ги спроведуваме да го промениме тоа. Еден ден во годината сигурно е премалку за било што да се промени, но еве зошто постои овој ден? Која е целта и на вашето здружение и на другите здруженија, не само кај нас и воопшто ширум светот? Па за почеток би сакала да кажам дека бездомните животни се бездомни, не се улични, бидејќи тие се продукт на нас како луѓе, на човекот. Така што убаво да стигне таа порака до се повеќе луѓе, оние кои што не се толку блиски до областа и да сватат дека сепак, како што кажав, тие се продукт на нас како луѓе, како раса, а не се таму заради тоа што сакале да бидат. Така што се надеваме дека можеби преку ред настани и активности, вакви гостувања можеме да укажеме тоа до граѓаните и да направиме некои промени понатаму. Анастасија, граѓаните се самите сведок за ситуацијата на терен, секој во своето место на живење, веројатно со различна тежина е овој проблем, многу редовно на територијата на цела Македонија, но еве со оглед на тоа што вие сте навистина постојано на терен, има ли бројки, да речеме конкретни, за колкав број на бездомни животни станува збор? Па станува збор за голем број на бездомни животни. Тој број е експоненцијално расте, бидејќи секоја женка може да носи нови легла. Во принцип може да се размножуваат еднаш на 6 месеци, може да родат 5 до 6-7 кучиња. Така што мислам бројката не е конечна бројка со која што располагаме, туку станува збор за последни статистики, некои можеби што се извадени, има околу 100.000 на ниво на Македонија, меѓутоа пак ќе кажам, тоа не е конечна бројка на бездомни животни, туку таа бројка постојано расте доколку не се реши коренот на проблемот. Обично неблагодарно се зборува било за луѓе, било за животни во бројки, но сепак статистиката е потребна за да може да се реши некој проблем, но еве кога веќе немаме конкретна статистика, иако тоа можеби не е ваша обврска, некој друг треба да ја води таа, ајде барем да видиме за да навлеземе во светот во кој што живеат бездомните животни, да видиме каква е состојбата на терен, односно со какви се проблеми тие се соочуваат. Претпоставам тука спаѓаат и болести, живот под различни временски услови, променливо како што е кај нас. Како е да си еден ден бездомно животно по нашиве улици? Зависи каде живееш. Меѓутоа, секако не е пријатно. Би рекла дека најмал проблем е временските услови или годишните времења. Најголем проблем е нехуманоста и неемпатичноста кај многу луѓе. Ја мислам, сакам да кажам дека она што активистите и здруженијата го прават постојано е да укажеме дека заедно со граѓаните сме на иста страна, не сме непријатели. Мислам, имаме заедничка цел да нема бездомни животни на улица. Меѓутоа, нашите методи повеќе се сведуваат кон хуман третман и хумано решавање на проблемот, за разлика од индивидуи и луѓе кои што се би ги нарекла и огорчени или неемпатични. Но разни болести, временски услови, опасност од сообраќајни незгоди, насилство од луѓе, значи секакви типови на насилство, мислам, секој има видено такви грозоморни слики и видеа. Особено во последниот период, би рекла. Споменавте, зависи каде живеат. Тоа значи дека отприлика знаете во кои региони, да речеме, е најалармантна ситуацијата? Ситуацијата е алармантна секаде, но најалармантно би рекла е Западна Македонија, значи Тетово, Гостивар, Струга, Битола,
грото од Западна Македонија е најалармантна ситуацијата, заради тоа што има неконтролирано размножување на животните на улица, што е нормално, бидејќи не се третираат и не се стерилизираат, и таму е ситуацијата најалармантна. Има некои, да речеме, општини низ Македонија, па можам да кажам низ Скопје, низ Карпош, низ центар, каде што мислам бездомните животни се на некој начин и малски миленици, така што живеат прилично нормален живот колку што можат да живеат. Иако токму и Карпош, каде што споменавте, имаше едно такво малско бездомно, кое што за жал заврши неславно, така. Да. Уф, да, кратка пауза после ова. Ајде сега да се навратиме малку на главните причини, зошто воопшто доаѓа до олкава голема бројка. Тоа е пред се вие активистите, виновникот е се неодговорните собственици. Точно, да. Значи, баш разговарав со peers, со наши пријатели од Дреонот, мислам, независни активисти и други пријателки од здруженија, каде што извадивме некоја статистика дека ние, здруженијата и независните активисти, имаме вдомено околу 8 до 9.000 куќиња во последните 3 години. Тоа е огромна бројка, и мислам, ние Чепаст има околу 400 и нешто во последните 3 години постоење, каде што правевме математика дека еве за тие 400 ние што ги имаме вдомена, тоа по пат на репродукција во 3 години може да значи 8.000 нови животни на улица. Значи ние како зборам пак сите здружени активисти имаме вдомено 9.000 животни кои што можат експоненцијално да се зголемуваат, но сепак не се гледа разлика на улиците. И самото тоа укажува на фактот дека ние постојано ги решаваме последиците на проблемот, а не го решаваме коренот на проблемот. А се додека настапуваме така, мислам, тоа не е по наша вина, нормално, никогаш никаде нема да стигнеме. Значи буквално само се враќаме назад. Еден од корените е тоа неконтролираното размножување. Точно, да. Значи мора да постои контролирано размножување, односно за забрана за размножување на миленици, освен ако тоа не е легално, нели, станува збор за луѓе што се занимаваат со таа дејност. Мора да постои казни, високи казни за неодговорно сопствеништво. Тука се повлекува чипирање на милениците, бидејќи како ќе казните некој за неодговорно сопствеништво доколку нема никаква индикација кој е собственик на тоа животно. Така што станува збор за, повторно ќе кажам, повеќе активности, но не се толку сложени за да се стигне до едно конечно решение, бидејќи кога да речеме дека тоа ќе се воспостави, дека тие мерки ќе се воспостават, има казни, секој миленик е чипиран, здруженијата и активистите ќе продолжат да го работат тоа што го работат, на разликата ќе биде што ќе располагаме со конечен број на животни кои треба да ги решиме, а не неконтролирано што се размножуваат. Што значи, ако добро разбрав, вие како активисти, да речеме, сте задоволни од законите кои што постојат на хартија? Проблемот е во неспроведувањето, не баш, и таму може да се интервенира, например? Па казните се премали, така што... Ами тие што се, кој е казнет? Еве, во поглед на чипирањето, дали има некој што воопшто е казнет? Па не, јас колку што знам не. Може би да постојат индивидуални случаи, меѓутоа тоа повторно нема направи никаква разлика. Проблемот е што институциите кои еве да речеме се директно инволвирани се Агенција за храна и ветеринарство, Министерство за внатрешни работи, кои без разлика на кој начин ќе пристапиме, без разлика дали е насилство врз животни или што според Закон за благосостојба и заштита на животните е казниво, без разлика дали неодговорно сопствеништво или ред други настани, кои да пријавиме кон едно од двете тела, тие постојано си ја префрлаат топката. Значи никој нема никакви ингеренции или должност да постапи кон тоа. Ајде, Анастасија, можеби не е лошо да дадеме едно упатство за тоа како треба да се однесува еден одговорен собственик. Ова особено те прашувам затоа што сведоци сме сите за време на пандемијата, за да им биде интересно на дечињата, речи си секој втор дом си зема, купи или вдоми, како и да е, по некој кученце, не знам сега што се случува со нив, но не е тоа туку така. Мамо, јас сакам кученце и веднаш да се купи. Кои се нивните обврски, како треба да се однесуваат? Што подразбира одговорен собственик? Па вака, значи за
куќе, особено за мали, да речеме, дечиња, е убаво да имаат животно кон дома, заради тоа што создава, јас сум цел живот растена со куќиња, создава едно чувство на одговорност уште од мали години, дека некое битие зависи од тебе, што значи зависи од тебе да му дадеш, нели, храна, водичка, нежност, внимание, љубов, шетање, нели, за тоалет, потреби и слично. Но секако тука спаѓа, нели, чипирање, вакцинирање од против заразни болести, третман против паразити внатрешни, надворешни, и сите тоа се како луѓе, значи како што ние си одиме редовно на доктор, нели, се храниме и се тоа што кое што поминуваме, така и животните си имаат потреба, но не е само, нели, ќе го земеме бидејќи интересно, бидејќи малечко, бидејќи сладко, па после X период кој ќе се види дека тоа всушност е потреба, има обврски, има потреби, бидејќи живо битие, цицач, нели, нормално, да потоа се исфрли на улица. Мислам, се случува, сме видели легитимни случаи каде што луѓе навистина од X причини, болести, така натаму не се во можност да се грижат, меѓутоа имало и случаи каде што тие луѓе ќе пристапат кон здруженијата, ќе побараат помош, им помагаме. И тоа сигурно го има низ светот. Меѓутоа тука треба да постои, нели, државно тело кое што ќе помага во вакви случаи или, нели, секако сме ние тука да помогнеме. Анастасија, додека сега зборувавме, во позадина гледачите има можност да видат 50, мислам, или 50 кученца. Тоа се кученца за кои што во моментов вашето здружение се грижи. Да. Хајде прво да видиме како конкретно функционираат шепастите ентузијасти. Шепастите ентузијасти, значи во моментов, како и многу здруженија, е малце тешка ситуацијата. Значи во моментов имаме околу 50 кучиња, што веќе некои си по 3 години во пансион. Пансион за кој што вие плаќате, така? Да. Пансион за кој што... Со помош на граѓаните се разбира. Да, со донации, со помош на граѓаните. Мислам и самите ние, како што кажав, и многу други здружени активисти се во огромни долгови, бидејќи ситуацијата е таква како што е на глобално ниво, финансиската ситуација далеко од идеална, па луѓето не се во можност многу да помагаат, а ние немаме никаков сигурен прилив од никакви фондови, никаква помош од државата, значи се што правиме е на база на таа емпатија на луѓе кои што донираат. Во принцип сме помагале на секакви животни, значи може да е малски миленик што ти станал мил при срце, може да биде пријател се јавил па некој животно во неволја, на кој што му треба помош, болно, удрено од кола, малтретирано, чувано под лоши услови и така натаму, користено за борби и така натаму, значи секакви можни случаи. Искрено, транспарентно ќе кажам дека во последните неколку месеци се лимитираме во однос на земање нови животни, поради тоа што финансиската ситуација не е ужасна и не можеме да постигнеме. Сакам да напоменам дека ние и сите активисти што работат што функционираат во здруженија имаат своји редовни работни обврски на сосема други професии и ова го прават само во слободно време, колку што можеме. Така што мислам енергијата ни е максимално исцрпена, финансиската ситуација е лоша, така што мислам искрено ни треба било каква помош од државата, да почнеме да соработуваме со институции, да почнеме заеднички да ги решаваме корените на тој проблем со радикални чекори за да стигнеме до некаде да бидејќи вака и ние ќе поболиме и се нема да стигнеме далеко. Колку што разбрав, планирате нешто друго во иднина, не може ќе вака да ги плаќате и пансионите. Да. Планирате се, не знам во колку блиска иднина, тоа ќе ни кажете вие, да отворите собствен шелтер. Да, значи идејата ни дојде уште само што започнавме со здружението, искрено сега во овој момент викаме зашто тогаш не сме се нафатиле малку поактивно да го оствариме тоа. Меѓутоа во последните неколку месеци свативме дека подобро би било да имаме нешто наше прифатилиште каде што ќе ги чуваме тие бездомни животни кои на еден или друг начин останале со нас и се под наша одговорност да им најдеме дом и нели понатаму да помагаме на колку што можеме, колку што ќе не дозволува капацитетот. Се надеваме дека ќе биде во блиска иднина, баш мислам деновиве активно работиме на разработување на решението, ги цртаме боксовите, правиме финансиска пресметка колку тоа би чинало да се за почеток да се постави, да се изгради, кои материјали ќе се користат, понатаму како би се одржувало, нели мора да постои некој одржлив план.
се тапираме платформи за донации и нели се тоа е процедура, почнувајќи со плат, со место каде што би се направило, па понатаму со изградба до одржлив начин на функционирање. Тој шелтер, тоа е секако еден привремен дом. Да. Крајната цел е да се вдомат. Точно. Колку кај нас, за разлика да речеме од двостранство, лесно оди тоа вдомување, од аспект на тоа што еве кај нас акцентот се става да се има расни кучиња. Па тешко, да. Многу дали тешко. Дали тоа снобизам или за што станува збор? Па многу веројатно. Значи да, многу ете и луѓе што сакаат животни преби да изберат да купат расно куче отколку да вдомат бездомно куче. Но не е дека комплетно нема такви луѓе, имаме околу 20 до 30 на успешно вдомени животни во Македонија кои што живеат прекрасно. Но искрено ќе кажам дека оние предиспозиции, оние проверки што ги правиме за да видиме дали некој нели дом е подобен за одредено куче, се многу поригорозни што ги правиме во Македонија отколку во странство. Мислам нормално ги правиме и таму до детално ниво, но се поригорозни тука заради баш од истите причини дека не сакаме утре да им досади да си го најдеме повторно истото куче на улица. Анастасија, има многу работи што сакам да ве прашам, но немаме многу време, затоа накоса да ве прашам за некои работи за кои што официјално никогаш не е кажано, но граѓаните постојано алармираат дека такаво нешто се случува. Едното е наводен транспорт на кучиња со камиони од еден крај на друг. Значи да се реши проблемот во едно место на живење, ќе ги натовари не знам кој во камион и ти ќе бидат истоварени во друго место. И тогаш настануваат благоречено конфликтни ситуации меѓу самите животни и меѓу животните и луѓето. Да. Имате вие такви информации? Па сите еднаш или два, сигурно некогаш во животот сме сретнале, мислам, или сме били информирани за таква активност, но мислам дека главната поента е дека тоа постојано се како кажаме користено како изговор од страна на градоначалниците и одговорните кои работат во различни општини, кои ќе го поставиме прашањето што се бездомните животни. Значи секој од нив како и во политиката генерално си ја префрла топката и секогаш е тоа изговор кој што тие го користат. Ние сметаме дека општините треба да заедно да соработуваат и овој проблем да се реши на национално ниво, значи на ниво на државата, наспроти секој индивидуално да прави одредени мерки. Само така може да се направи некоја разлика и да мрднеме од точката во која што сме сега. Јас овој разговор би го заокружила со еден друг проблем со кој што и започна нашата утринска, колешката имаше тема со гледачите. Зборуваме за неказнивост на многу случаи, буквално на брутални убиства на животни, на труења. Но од друга страна имаме и тоа како наплаќање на казни од страна на граѓани кои што биле каснати од улично куче и имавме и прилог на таа тема, конкретно ова беше за Велес, дека има сомнежи дека постојат некои спреги помеѓу граѓани, адвокати и доктори за оглед на тоа што еден ист граѓанин неколку пати каснат, го застапува ист адвокат, потврдата е од ист доктор. Да, значи тоа се случува во последните неколку години многу активно. Огромни средства се трошат на кон таа цел и да, значи мораме да сфатиме дека да разбереме дека животните не се агресивни сами по себе. Тие функционираат на инстинкт, да, можеби нели некој е поагресивно од друго и така натаму, но дека не се секако може да постои и шансата дека човек ќе го провоцира одредено куче со цел да биде нападната за да земе оштета од државата. Значи сме виделе луѓе да прават многу полоши работи за многу помалку пари, така што воопшто не ми изненадува тоа да е случај во многу од овие случаи. Можеме да ви дадам статистика што ние правевме своји истражувања за други цели, каде што имаше податок не се сеќам на која страна македонска беше, дека во 2021 има поднесено 589 жалби и тужби за луѓе што се наводно каснати од животни и има исплатено 400.000 евра кон оваа проблематика. Мислам, тоа се огромни средства што доколку државата ги пренасочи кон
проактивно решавање на проблемот наместо решавање на последиците без разлика дали биле легитимни клеймс или нелегитимни провоцирани, се огромни средства што можат многу повеќе разлика направат доколку се пристапот се промени. Да, и да не забораваме дека тоа се сушност народни пари. Да. Така. Анастасија, за самиот крај, чекајќи институциите да постапат, да си ја вршат својата работа, што ние, како граѓани, како индивиди, можеме да направиме за да се подобри ситуацијата? Па за почеток наместо постојано да сме на различна страна на оградата, како беше изразот, со граѓаните и активистите за животни, значи за почеток да поставиме еден United Front, значи каде што повторно ќе кажам сите не имаме иста цел. Сакаме да не бидат на улица, меѓутоа сакаме да биде направено тоа на хуман начин. За почеток е тоа, потоа значи топли денови доаѓаат, секогаш кога ќе видите малско животинче, ќе му треба водичка. Да, водичка, храна, малку нежност и тоа е минимум што можеме да направиме, бидејќи сите сме кохабитанти на оваа планета и убаво би било да живееме како да не сме само луѓето како човекова раса на оваа планета. Има и други. Да, точно. Анастасија, многу ви благодарам на ова гостување. Ви посакувам не само убав ден да ги спроведите сите ваши активности што ги имате испланирано за денес, туку и понатаму се надевам дека до година кога ќе зборуваме на оваа тема ќе имаме и помалку бездомни животни на улиците, а и посреќни. Точно. Фала ви многу на поканата.